Државниот студентски дом Браќа Миладиновци во Штип располага со капацитет од 216 легла, а после годинешниве уписи за средно и високо образование, интересот за сместување во домот е значително зголемен, што се покажува од долгата листа на чекање. Со цел да им се излезе во пресред, студентскиот дом има добиено дозвола да го зголеми бројот на ученици кои ќе може да престојуваат во истиот во текот на оваа учебна година. Добивме согласност прво за 155 ученика, зависно од тоа колку студенти примаме, значи на слободните места од студентите се примаат ученици, бидејќи ние сме дом во кој само се сместуваат ученици, значи од цела Источна Македонија. Интересот е премногу голем, учениците се по 6 во соба, а студентите се по 4 во соба. Така да, затоа секое слободно место од студентите гледаме да го сместиме со ученици, бидејќи ние сме не само универзитетски град, него и средношколски, така да ученици имаме од цела Македонија кои се запишуваат на нашите средни училишта. Што се однесува до цените за сместување, тие се одредуваат според неколку категории, со тоа што има и привилегии за одредени категории ученици. Од 3 категории, едни се од социјална категорија кои што не плаќаат воопшто, владени стипендисти кои исто не плаќаат, кои се од соседните држави на Македонија, и имаме студенти кои си ја плаќаат сумата од 3700 и толку ни донира и државата за нив. Со текот на годините условите во домот се подобри, почнувајќи од безбедноста до основните услови како што се исхраната и сместувањето. Директорот Павлова Тасевска се погрижила и за желбите во однос на рекреативните активности, со тоа што подрумскиот простор е адаптиран како теретана, а се опремува и просторија каде ќе има можност за други спортови, меѓу кои и сквош. Тања Павлова Тасевска рече дека конечно е одобрен проектот за надградба и проширување на новиот дел од објектот, кој со години наназад се наоѓал во некоја од фиоките на надлежните министерства, откако и тоа ќе се реализира, ќе се зголеми бројот на легла, со што ќе се намали листата на чекање.